Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, кон крајот на оваа работна седмица. Но можеби не е толку важно кој ден од седмицата е денеска, колку што е важен датумот кој 5 мај ја одбележа особено минатата 2015 година. Кога се зборува за 5 мај, се мисли на протестите кои што се случуваа по објавувањето на така наречените опозицијски аудиобомби, односно снимките во кои се слушаат наводно гласови на високи функционери на ВМРО-ДПМНЕ, а тогаш дел од владата на ВМРО-ДПМНЕ на Република Македонија, а сега веќе поранешни функционери. Во текот на денот 15 мај на протести кои што беа најавени во 18 часот, од кои што беа продолженија на оние протести наречени секој ден во 6, а кои денес се случуваат. Народот кој што се собра пред тогашната влада на Република Македонија, кога околу владата немаше никаква ограда која што го затвораше просторот, настана еден период на втурнување кон имотот на кој што се наоѓа владата на Република Македонија, при што по неколку часа протестирање од страна на околу 6000 граѓани во тој период минатата година на 5 мај, полицијата возврати со сила, зашто сите меѓународни извештаи деновите кои следуваа потоа, меѓу кои особено Human Rights Watch, реагираше дека врз демонстрантите на 5 мај била употребена прекумерна сила. Ние денеска зборуваме токму за тој ден, една година од протестите против кои бараа правда за Мартин Нешковски, а против владата и функционерите на ВМРО-ДПМНЕ, владеачката партија, по однос на случајот за кој што демонстрантите и денеска подсетуваат дека се пробувало да се скрие убиството, споделуваат дел од тонските записи, споделуваат фотографии, споделуваат и спомени од минатата година. 0260 91 924, 0260 91 925. Во текот на емисијата ќе се подсетуваме и на нешта кои се случуваа вечерта на 5 мај 2015. Доколку имаме некој на линија, посакувам добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушам. Слава му на младиот Нешковски. Прво тоа. Ова беше страшно за нас. Сме гледали и други многу по-брутални сцени од страна на владата на ДПМНЕ, не сакам ВМРО да го кажам името на ВМРО, ДПМНЕ, кои што тогаш беа функционери и кои што треба да си извршат својата работа. Меѓутоа, тие како кукавици сака сето тоа да го прикријат од народот. Меѓутоа, треба да знаат дека народот гледа, чувствува. Тоа се потврди на 5 мај со така наречените бомби. Уште од смртта на младиот Нешковски веќе стана некои немири, а ова што се случи не го оправдувам тоа насилството пред владата, сепак владата е народен имот на цела Македонија, на цел македонски народ, меѓутоа многу беа брутални, полицијата тога беше брутална, се знае под чија команда беше тога и имаше право, демонстрантите имаа потполно право. И сега што не критикуваат надворешните фактори, не сакам да имаме надворешни фактори во овие наши проблеми, меѓутоа дојдовме до таа степен да имаме и надворешни фактори. Сега што тие го потенцираат, тоа е потврда на онаа бруталност од тогашната влада на ДПМНЕ. Благодарам многу. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден, Огнен. Ве слушам, повелете. По дефолт и по природна перцепција на политичкиот систем демократија во кој живееме, немам ништо против, но во рамките на правната држава. Но да протестирам против фонтаната и да ја напаѓам фонтаната, тоа е за мене несфатливо.
Посхумно изразена почест на специјалци, војна држава кога заеднички живееме, матична држава ние, а да не биде присутен министерот за внатрешни работи, тоа е за мене несфатливо. Ако владата му е виновна на некој, владата е составена од луѓе. Значи, тие луѓе тебе ти се на патот, не ти е фонтаната на патот или фасадите на градбите. Зборуваме за едногодишнината од минатогодишните протести на 5 мај, во кои што не беа вклучени ни фонтани, ни статуи. Токму за тоа зборуваме за содржината од тогаш наваму, на протестите на изразување. Токму за тоа. Значи, имаме дисфункција на насоката на движење. Не знаеме како протестираме, господине Огнев. За жал. Мислите дека не се знаеше како се протестирани минатата година на 5 мај? А, добро, не сакате да разговарате, добро. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Ало? Ве слушам, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, повелете, погласно држија да повелете. Добар ден. Знаеш што, јас малку само за кратко ќе видам. Само знаеш што, овие теми што ги стави Мартин Нешковиќ. Тоа го спомиња више да не му потизете коски тамо на дечко. Нека си ми судат тие. Ама не го спомиња тој дечкове тамо, срамота е бе. Фамилија и гравота е тоа бе. Фамилија му плаче тамо. Уште се пишува која. Нек се ги судат тамо, има суд. Нек се преземе некои мерки, кој се е крив, кој го бил тамо, нек се одговара дека го затворат, кој бил дека биде. По мене е така. А гравота за фамилија се спомина више на телевизија. Ја не знам како овие работи се пушат уште. Гравота, таа фамилија не ви плаче тамо, мајка, татко тамо, има нема фамилија. А кој се е крив, кој го бил тамо, нек се одговара. И нек се земе тоа јавно обвинителство, тој специјално обвинителство, како е дошло до тие ситуации, нек се одговара. И нека го затворат и нека го утрепат ако треба. Ама гравота е за фамилијата више. По мене така и толку од мене. Добро, ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Овие протести што ги правите, ја ми мислам сега на ова тема што е. Непотребно. Непотребни протести. Зошто мислите непотребни? Секој има суд има. Што е одговорност што е грешно, има судови, судовите ќе го решат проблем. Ево овој сега што овој протест што го речувате за Мартин Нешковски. По 14,5 години осуден пред една година. Што има протести да прави? Срамно е. Срамно е глупо само да нешто протести. Демонстрантите велат дека одговорноста се наоѓа и кај високи функционери во тогашното Министерство за внатрешни работи и дека поради тоа протестираат и дека правдата не е до задоволена. Дали вие се согласувате со тоа или не? Молим. Демонстрантите велат дека правдата не е дозадоволена затоа што и високи функционери се обидувале да го скријат убиството на Мартин Нешковски. Дали се согласувате со тоа или не? Демонстранти само хулигани се тамо. Ситете и Добро, хулиганите велат дека правдата не е дозадоволена и дека високи функционери се обидувале да го скријат убиството. Дали се согласувате со тоа или не? Да, осудено. Дека е за Диме Поштаро што го утепаа да се протести, зашто нема? Диме Поштаро јавно го страдаа у Скопје. Тоа треба протест. Јавно. Дали се согласувате дека правдата е незадоволена се уште по однос на случајот Мартин Нешковски или не? Судот си одлучил. Нема што. На пети требаше. Дали вие мислите дека високи владини функционери беа вклучени во сокривање на убиството? Судот си знае. Ја мислам, судот си знае. Има там судове што се одредени колку треба се суде, што треба. Он е осуден, а вие протести правите. Непотребни протести правите. Непотребни. Дека за година Диме Поштаро што го утепаа 26 години го стрелаа јавно СДС у партијата, лидерот тамо кажа и Кари Костов го стрелаа низ градот. Зашто протести направи? Вие излегувате на протести да барате правда за Диме Поштарот. Диме Поштарот. Дали вие излеговте на протест и дали излегувате на протести да барате правда за Диме Поштарот? Никој не излева судо, има и што. Дали вие излегувате на протест да барате правда за Диме Поштарот, бидејќи ете сметате дека не е задоволена? Сметам затоа што има зашто се стрела јавно. Добро, и дали излегувате на протест за правдата негова? Ја кажам тоа на 5 мај, ево хулиганството што кршат Скопје. Хулигански однос. Срам прават на партијата, срам на народот. На која партија прават срам? Комунарите што се прават. На која партија прават срам? Прават на самите членство што се одигат сегде протести непотребни. На која партија прават срам? Прават на самото членство и на граѓаните. На која партија прават срам?
Па самото е за става што се прави, што штрекува, она за секакви ситници штрекува. Вие ги поистоветувате сите тие кои што протестираат со партијата СДСМ? Дали вие ги поистоветувате сите тие кои што демонстрираат со партијата СДСМ? На 5 мај. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Очигледно не сакате да одговорите на ниту едно од прашањата за кои што сакате да дискутирате, ама само еднострано. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некој друг, повелете? Кого имаме на линија да зборуваме за едногодишнината од петтомајските протести? Добар ден, ве слушам, повелете. Ми поставивте, се извинувам, некое прашање, па да ослушнам. Да, ама исклучивте пред да ми одговорите, еве ви давам сега можност. Механички, верувајте, механички. Во ред, ајде. Вака сега, дали е израз на протест со скрвнување на ликот името на Мајка Богородица? Дали Мајка Богородица беше сквернавена лани на 5 мај? Од лани до денес беше скрвнавена. Дали беше лани на 5 мај? Дали овде пишува од лани до денес или пишува лани на 5 мај? Не беше лани, меѓутоа почетокот што Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Да, се Ве слушам, повелете, да. Ја кажавте информацијата дека случајот стигна до Европскиот суд во Страсбург или онака, ја пропуштивте као случајно? Добро, еве, вие сега ја спомнувате, повелете. Судот, значи во Европскиот суд пресуди за случајот Мартин Мешковски дека институциите на системот во Република Македонија правилно постапиле за случајот. Сега тоа вие што сакате да си нададете или скриете или излажете, тоа е ваш грех, другар. Мислам да се профитира на мртов леш, голем грех е, другар. Наша работа е да поставиме тема, а не да профитираме од нешто. Ви благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Пред се човечки е да се помолиме за душата на Мартин Нешковски. Бог да го прости, нам подари Царство Небесно. А воедно јас искрено човечки христијански се молам за душата на полицаецот, кој е паднал во искушение така да изреагира кон Мартин. Мислам дека не беше сигурно намерно, туку така нешто провокација можеби од Мартин и така изреагира и тој, пошто не му е лесно и него и на неговата фамилија. Но ете така. Мислите дека е во ред да убиете некого доколку ве провоцира? Мислам дека доволно бев јасен и не треба да ми наметнуваш дека таква работа. Добро, одговорете ми, ако сте биле јасен, одговорете ми. Дали мислите дека е во ред таква реакција со убиство доколку некој ве провоцира? Јасно дека не е во ред, но сум сигурен дека полицаецот значи немал намера, директна намера да го убие. Туку така, да го удри. Ете, ударот бил малце по тежок, да го речем народски. Жалам искрено и за Мартин и за полицаецот, кој си лежи в затвор, значи е кривично гонет, си лежи в затвор, но јас жалам што тие што губија Диме Поштарот на улица, како бранител со 36 куршуми, тогаш како министри од СДС и функционери од СДС никаде за ништо не одговараат. Дали вие излеговте да протестирате за тој случај? Молам? Дали излеговте да протестирате за тој случај тогаш и денес? Па ние оставивме на институции, значи Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Не знам зошто би зборувале за Диме Поштарот во услови кога не протестирате или пак не ја барате правдата, само спомнувате за да се заменува тезата за која што денеска разговараме. Добар ден. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Јас ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Јас не знам до кога ќе изигруваш болен прилепски мајмун и што ќе работиш после 5 јуни. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето, поздрав и до вас од Прилепскиот болен мајмун. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Огнен? Да. Здраво. Здраво. Саше е на телефон, добар си? Поздрав до вас, Саше. Драго ми е, не мора да се пресираме, само сакам да им порачам на сите што гледаат и слушаат. Тие што не протестираат на 5 мај лани, нема никогаш да разберат зошто младината протестираше таму очигледно. И зошто Игор Спасов е во затвор 14 години, сите знаеме зошто е он таму. Но во снимките тоа што се слушаше, и сите што го слушнаа со здрав разум и чиста совест, мислам дека разбраа зошто отидоа таму. Затоа што сите протести, освен тој на 5 мај, во некаква доза, беа, да речам, можеби инструирани од некој
подпомогнати од некој, што понатаму би довело до тоа да не етикетираат како такви, онакви и покрај тоа што никој не припаѓа на ниједна политичка партија. Денес е годишнина, тие што бевме таму имавме сериозни последици. Не бевме пратени од ниту една политичка партија, може би имало некои исклучоци, не знам. Но само сакам да кажам и да им порачам на тие што не етикетираат и што мислат дека ќе ни ја земат душата, не можат да одат подалеку од ова. Поголемо дно оваа држава нема видено. Денес е една година од моментите кога мои лични пријатели беа тепани и беа приведувани и плаќаа 1000 евра казна и добиваа кривични пријави и лежавме 20 и кусур дена во притвор и додека не сум се расплакал бидејќи ме пукаат емоции. Голем поздрав до сите, се слушам бе. Чао, фала. Поздрав и до вас, Саша, и ви посакувам убав ден. Помина една година од мајските протести за пад на владата, кои започнаа на 5 мај по неколку годишно незадоволство од актуелната власт и изделени протести со различни барања на невладини организации, граѓански асоциации, професори и студенти. Мајските протести непосредно беа поттикнати од нови сознанија на убиството на младиот Мартин Нешковски од страна на специјалните единици во 2011 година и обидот да се прикрие неговата смрт и да се избегне политичка одговорност, за што се слушна преку објавените прислушувани разговори во така наречените опозицијски бомби. Десетици демонстранти беа приведени и експресно осудени на условни казни. Human Rights Watch потоа констатираше дека полицијата употребила прекумерна сила за време на протестот. Ситуацијата од минатата година по петтомајските протести, упадот во читалната на градската библиотека Браќа Миладиновци, апсењето на студентите не е нималку подобрена ниту изменета, напротив се соочува со заострување и проширување на кризата во сите области на нормалното живење, вели за фактор Ивана Туфекџич од студентскиот пленум. Добар ден, дали имаме некој друг на линија? Добар. Ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден. Љубомир од Скопје. Поздрав до вас, Љубомир, повелете. Прво, мислам дека е одредно да слушаме изедначување на жртвата и убиецот. Мислам, такво нешто не се случува во светот, никаде, во ниједна земја, во ниједен систем се разбира. Може би во некоја племенска заедница кај што се жртвуваат луѓето за боговите и така натаму. Малку имавме и тука некаква сличност, бидејќи беше жртвуван на вечерта кога ВМРО требаше да ја прослави својата победа. И тоа има една символички, еден ритуален однос кон сето тоа. Ние имаме тука серија на луѓе, не се работи само за убиецот на Мартин Нешковски. Ви имате еден цел државен апарат кој е вклучен во сокривање на злосторот. Тоа е исто така злостор. И тој чин ние не го расчистивме, бидејќи еве сега се прават милион сопки на специјалната јавна обвинителка која меѓу другото го има тој случај за решавање. Значи тој случај не е решен и не смее така да се третира. Значи еве човекот е осуден, сега лежи во затвор, а оние што го сокриваат околу денови и што ги обвинуваа новинарите и ги обвинуваа протестантите дека измислува криминал кој никаде не е евидентиран. Значи зборуваме за една на вградена мана на еден цел систем кој може да се случи на секому и на секоја една жртва, која жртва на системот се разбира. Бидејќи него губи специјален полицаец. Дали ме се уште? Да, ве слушам, да. Добро. Тоа би само сакав да го кажам и мислам дека не треба да се дозволува, ова мора да биде една нормална реакција на жртва и на убиец. Така. Мислам, ниједно општество не може да си го дозволи тоа, малку се повторувам, меѓутоа го нагласувам бидејќи очигледно оде се јавуваат 5-6 говорници кои одат во таа насока. Како можете да го изедначите, да го жалите човекот што е во затвор? Тоа за убиство на човек. Не зборувам за ништо. Значи не го зборувам дури детето како е убиено. Убил човек и сега да го изедначувате со жртвата. И тоа дали плачеле мајка му и татко му, не е важно дали плачат мајка му и татко му, ние цела нација плаче. Ме свака се, сето се плаче за еден невино згазна живот. Ето, ви благодарам на... Јас вам ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас, дали имаме некој друг на линија, добар ден. Добро, дали веќе имаме некој на другата линија, повелете. Добар ден. Ве слушам, повелете. Добар ден. Дали може да воспоставиме комуникација со гледачот што е на линија, доколку не ќе одиме со следна? Да, може. Да, повелете, ве слушам. Добар ден. Добар ден.
Дали ме слушате се уште? Добар ден. Повелете, ве слушам, зборувајте. Слушате? Да. Здраво. Здраво. Сакам да ви кажам само нешто. Ајде. Сите до сега овие што се јавија се против убиството на Мартин Нешковски, тие се окорили во робство со уграден чип во главата. И тие немаат мозок и не мислат за ова убиство. Знаете ли Гордана Јанкуловска што каже на телефон на скријаника? Како сте толку глупи, не кажете дека комуњарите го убиле? Човекот беше претепан, а не ударен. Како што се јавува претходниот, тој го ударил, денек, жал ми за тоа што бил, това што бил таму што го... Он беше претепан, скршен целиот. И мене не е јасно овој народ што е со овие лопови криминалци. Не е јасно до кога ќе им го перат мозокот. Они им го перат, они имаат уградено чип во главата и како како со дагинско ги манипулира. Па гледате што се случува со Македонија, дали не ме јасно, овие се за наробија, овие треба да се стават прво во затвор, сите комплетно што се на власт, па да има гласање. Иначе му порачувам назаед. Гласање на 5 јуни никако. Добро. Овие тоа се имат изрежирано. Покачување на плата на овие што се од судиеве, па и на администрација, тоа све е подмачкано, тоа све е само у нивни интерес. Луѓето треба да разбере дека од Македонија не бива ништо дека се вие на власт. Ваква власт нас не ни треба во Македонија. Сите млади бегаат надвор. Немаат екзистенција никаква овдека. Со овакви криминалци само у затвор. И тие што се јавуваат, ја ги знам, чипови имаат уградени во главата, чипови. И како што ти наредат, така прават, така зборат. Тие немаат мозок. Добро, ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам. Петрески од Кичаврове. Поздрав до вас, повелете. Како прво, Огнен, потполно го поддржувам претходниот. Значи, многу убави коментари кажа, жал ми е што барем уште малце нешто ќе придадам и мислам ќе ми дозволиш. Моето мислење не сум никаков навредувач, али секоја сакам да кажа моето мислење. Што сметам дека господата кои се јавија претходно, добро кажа господинот, како прво темата е сасвим десета, тие коментираат сасвим друго. Значи треба да се срамат тие, морам да ги наречам и ја, мајмуни на ВМРО ДПМН кои знаат да не провоцираат и да не искажуваат и да рекуваат секако. Значи јас да и порачам ними дека око не му трепнува никој не им се плаши, секој ќе му дојде местото каде како што се огрешил и каде грешил. Значи секој ќе одговара за својата работа. А во однос на тој кога протестира граѓаните со чиста душа протестира, за жал протестира и сите оние неопределени затоа што беше убиено дете на ВМРО ДПМН. Сите тоа го видовме, на каков начин беше убиено и како го прикрива од Министерка за вътрешни работи и сите тие функционери кои бе мешани од страна на власта. Тие како прво и бомбите постојат, сето тоа беше јасно, како е убиен, како е малтретиран, ни крив ни должен. И за такви деца, без разлика дали припаѓаат на ВМРО ДПМН, дали на Социјалдемократскиот сојуз или сега неопределени протестираат или на една партија или тоа е греота да му направите такво нешто. И секој треба да се одговара за тоа и биете сигурни дека ќе одговара или на делом, како што ни крив ни должен господинот кој ситеше исто таа партија, лежи 14 години затвор под наредба за да детето стигне и да дојде до тој случај немил, ниту посакува некој да го посакува во оваа држава, за гревото можам да речам и тој си појде у затвор 14 години. А оние кои се виновни... Мислите дека тој не е виновен? Тој е виновен, точно така, али мислам, се под наредба, господине Огнен, од големите челници. И стварно го жалам што само тој настрада од тоа, али би требало да настрадат и оние другите кои му наредиле. Јас тоа го барам и опште да биде за целата македонска јавност. Правдата да излезе на дело. Добро. И излезе кога да е. Благодарам што Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Некој друг на линија. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. За разлика од некои кои што се платени за да го кажат тоа што го слушаме во вашата емисија, тоест за да прочитаат, нели? Најверојатно добиваат некоја сума на пари. Јас, да ви кажам, не сум еден од тие и се гордеам со тоа. Како прво, јас сум
Албанец од Шаир и на 5 мај лани јас протестирав. Затоа што сметав дека треба да протестирам, затоа што буквално беше убиен млад човек и преку премиерот, преку бившиот премиер, преку бившата министерка, сака тоа убиство да го прикријат. И не можам да верувам на моите уши и на моите очи тоа што слушам од некои чат луѓе, како ѓаволот им е крив, а не овие ајдуси, овие банда, овие криминалци, владата. Нели? Ајде да не должам. Значи, дефинитивно луѓето треба, дефинитивно Мартин Нешковски е убиен и спомнав кои луѓе тоа сакаат да го прикријат. Значи мораме да признаеме дека криминална влада ја води државата во пропаст. Зборам последниве 10 години. Ова се криминалци, ова се бандити, нерани мајковци и што уште не. Так. Поздрав. Поздрав и до вас и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Да, Огнен. Ве слушам, повелете. Одамна не сме се слушнале, сте ми веќе секој ден која од која, по потресна, по нервози стварање. Само прво да кажам за овие протести на 5 мај што се одржуваа лани. Тогаш младината и братот на Нешковски, изиритирани од постапката на власта која го прикриваше убиството. Меѓу останатите кои што ги спомињаат министерката за внатрешни работа, бившиот премиер, тука треба да се вклучи и Иво Котески кој е главен сега во ВМРО. Од тамо директивите кај што идат лично од кај него. Тука како ги слушав предходните јавувачи што се јавува, дали тоа го зборуваја од срце или така некој им наложи да зборуваат, кога би се работело за нивно дете и за комшиско, да речеме, да биде, дали така би зборувале. И тебе ти ставам една забелешка, што им придаваш толку многу значај? Прекини го оној што збореше пола сат, као од Источна Македонија. Пола сат те вреѓа, молим те. Прекини ли? Ја мислам 80% од гледаците кај што се кај тебе дека ти то оправдал. Како може некој да те вреѓа? Нека се ги вреѓа неговите блиски тамо. А ова и сегашните протести, Шарената револуција, ја поддржувам. Многу ми е жал што не можам да бидам ми присутна. И кој им ги фарбал фонтаните тамо? Сами ги фарбат ноќу, па после некој друг им ги фарбал. Срамота. Срамота е и овие денови, еве денеска, страшно, договорено тоа веќе договорено да настапуваат со таа тема. Так. За да исповредят и да бранат власта. И денеска се случуваше додарување поскумани одликувања. Жалосно. Добро. Ете, тоа да го поставиш како тема, па јас знам колку луѓе се јават. До гледање, Огнан. Ви благодарам за... И на пакете замолам, не се нервирај и не им обрнувај внимание. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас и ви посакувам убав ден. Јас не се нервирам, мене ми е тоа работа. Ако се нервирам, значи дека не можам да си ја работам работата како што требам. Дали имаме некој друг на линија? Тогаш ќе земам одмор. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав. Поздрав и до вас. Чести поштени. Потполно ја поддржувам гледачката што се јави. Огнен. Кажете. Пошто ги слушаме и другите емисии. Добро. Кои што се под директива на власт. Добро. Тие ги прекинуват. И стварно не замарат со такви глупости. Како тој што ми солеше памет. Тоа е се ваше право и негово право. Меѓутоа, комуњари и ова, она, да дели правда према моето мислење, стварно не давам за никого. Добре. Можеш или да го подржиш,
гледачот или гледачката, така како што ја кажа, или да речеш не се согласувам. Добро. Али да кажеш кои се квалитетите мои и кои се квалитетите на некој друг, тоа се мои квалитети. И према тоа е катастрофа и 5 мај година дена правиот протестите, а веќе протестите почнале во Република Македонија. И нека му е јасно на секој граѓанин, без разлика на вера и национална припадност. Нема да престанат дур бандата не клекне онамо кај што му е местото. Јасно и гласно еве тоа од гледачи. Без разлика кој што е. Јас сум, како што кажа и тој албанец, али граѓанин на ова парче земја. Мора да клекнат апашите тамо кај што им е местото. Не може секој месец со долгови да не задоволуваат со плати, со ова, со она, со она. Веќе јасно е и никому да не солат памет како тале, како овој, пензиите вака, она платите вака, ова онака. Срамота и тој полицајец. Ја не велам дека го натерал Никола Груевски. Неговата савест треба првин полицајцот да сигурно дал заклетва. Таа заклетва негова не е дадена према граѓаните, дадена е према партијата негова. Тоа е сета работа и веќе ја ви кажав дека протестите нема да застанат тука. Добро. Ви благодарам и за јавувањето. Поздрав до вас. Многу нервозен ден, морам да признам, по однос на начинот на кој што се коментираше и на начинот кој што се зборуваше конкретно за годишнината од петтомајските протести минатата година кои се случува пред владата на Република Македонија, кои завршија со меѓународни извештаи за конкретниот ден дека полицијата имаше употребено прекумерна сила воз демонстрантите, тогаш беа и уапсени, беше влезено и во градската библиотека Браќа Миладиновци, каде што студенти беа исто така со прекумерна сила третирани и дел уапсени. Тоа е она што можеме да зборуваме во текот на денешниот ден. Останува утре повторно да се видиме на 6 мај со некоја нова тема за коментирање. До тогаш ви посакувам пријатен ден.